Молк не дочека во населбата кај Тетовска река Пена. Во сокакот си играа неколку деца кои за среќа не биле повредени по вчерашната експлозија. Возрастните велат дека не знаат кој и зошто ја активирал експлозивната направа. Жителите на оваа дива ромска населба не сакаат да зборуваа пред камера, но заднеја раскажуваа за вчерашниот крвав инцидент. Велат дека можело да се случи уште поголема трагедија, бидејќи во моментот на експлозијата на улицата се играле повеќе деца. Двете тешко повредени девојчиња на 11 и 14 годишна возраст се уште се во болница. Едното е на детска хирургија со ампутирано стапало и се уште е во кома. Другото е во постабилна состојба во градската болница 8 септември. Експлозивната направа била фрлена помеѓу нозете на девојчето, најверојатно има нагазено со десното стапало на експлозивната направа, а од шрапнели е повредена аксиларната ложа со повредена артерија вена и плексус брахиалис. Значи општо критична состојба. Девојчето е се уште во критична состојба заради тешкиот хеморагичен шок во кој што е донесена. Има загуба на големо количество на крв. По иницијалната обработка на пациентката превземени се сите сите методи за згрижување на пациентката, пошто е поставена индикација за оперативно лекување на пациентката. Направена е операција во општа анестезија, згрижување на повредите на долните екстремитети, згрижување на повредите на тораксот и по завршувањето на операцијата и предоперативно пациентката беше цело време стабилна со уредни витални параметри. Од утрово пациентката е на одделението за ортопедија и травматологија, повторно ќе кажам со уредни витални параметри. Неколку деца кои биле очевици на настанот, во полиција посочиле 3 лица, за кои сметаат дека активирале експлозивната направа. Се работи за татко и син, во чија куќа под креветот е пронајдена и граната за рачен фрлач која ќе се вештачи и едно 15-годишно момче. Секторот за внатрешни работи Тетово во координација со јавен обвинител вчера вечер ги приведе и задржа 46-годишниот тетовец НК, а нешто подоцна и неговиот 28-годишен син со исти иницијали НК. Додека денеска предпладне во полициската станица Тетово, во присуство на родител беше повикан и 15-годишен малолетник, исто така од Тетово. Пронајдени се парчиња од експлозивната направа, кои ќе се вештачат заедно со оние најдени во телата на повредените. Според првичните информации од јавниот обвинител, најверојатно се работи за рачна граната кашикара. Во експлозијата која вчера доцна попладнето го потресе Тетово, беа повредени 5 деца. 3 од нив уште синоќа беа пуштени на домашно лекување.